Добро утро. На почеток сме на ново продолжение од Фактор здравје, кој што и денеска ќе ви го понудиме како почеток на новиот месец, новата седмица и новите обврски кои што ве очекуваат во овој работен ден. Јас сум Илија Николовски и денеска ве поканувам во името на тимот од Фактор здравје да бидете со темата, гостинот и можноста заедно да комуницираме. Еве ги деталите во првата рубрика Истражувањата докажаат. Денеска во Фактор здравје ќе се навратиме на месец октомври, кој што на глобално ниво се одбележува како подигнување на свесноста и нивото на знаење за ракот на дојката, како едно од најчестите појави и најчести малигни болести, кои што првенствено ги зафаќа жените. Не се исклучок и мажите, но сепак преваленцата или честотата во поголем дел и обем во светски рамки и во државава е на страната на жените. Она што треба да го знаете во однос на ова малигно заболување е фактот дека доколку рано се препознае и диагностицира, ова малигно заболување може да има трајно излекување, односно добра прогноза, и она што треба да се знае во однос на превенцијата и во текот на земањето на терапијата, кај ова и останатите малигни болести, е дека здравата исхрана, здравите навики и тоа како може да помогнат. Дополнително, оние додатоци во исхраната, како и граничните препарати од типот на Г132 плюс Натурал, и во оваа прилика срдечно ви ги препорачуваме и нагласуваме дека Г132 како граничен препарат е достапен низ целата фармацевска мрежа низ државава по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија достапна во блистер. Споменав и уште еднаш ќе потсетам дека ракот на дојката или оваа малигна болест денеска ќе биде во центарот на вниманието, уште еднаш да го подигнеме нивото на свестост, но и да откриете што како диагностичка процедура и новитети постои во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Од тимот на оваа болница денеска во Фактор здравје, добро утро и добре дојде му посакувам на доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог. Добро дојдовте доктор Филиповски, како сте и што е она што на почеток можеби може да кажеме во однос на свесноста за ова малигно заболување, би рекол, кое што е многу висока, а и тоа дека раното откривање значи и добра прогноза. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Свесноста за карцином на дојка станува се поголема. Тоа може би се должи на како резултати на овие кампањи што ги правите месецот за рак на дојката. Се повеќе ги откриваме малигните болести на дојката во рана фаза, а тоа е добро затоа што конечно оваа болест може и да се излекува доколку се фати во ран стадиум. Да, денеска ќе зборуваме конкретно за диагнозата и она што како новитет ќе ни го презентирате од вашето секојдневно клиничко и научно искуство. Уште еднаш благодарам за присуството во Фактор здравје, а по кратката пауза за реклами ве поканувам да останете до крај со емисијата. Со оглед на темата и вашата заинтересираност ви нудиме две опции и две можности преку двете телефонски линии 6091-925 и 6091-924 да поставите прашање и денеска и вие да комуницирате со доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог. Она што на почеток го кажавме е дека и вие потврдивте раната диагноза, значи и добра прогноза и преживување ке пациентите со карцином на дојка, но на почеток да објасните од ваш случаен аспект што во суштина представува ова малигно заболување и кои жени, бидејќи рековме, тие се најпогодени во однос на мажите, се најризични за појава на оваа малигна болест. Карциномот на дојка е најчесто малигно заболување кај жената, дури 25% од карциномите кај жените отпаѓаат на карциномот на дојка. Има многу ризик фактори кои се потврдени дека се причинители за ова заболување. Првенствено, како ризик фактор се зема во предвид репродуктивниот животен стил кај жената, односно кога има појава на прва менарха, што порано се јави менархата, имаме, односно менструацијата, имаме поголем ризик за развој на карцином на дојка. Понатаму жени кои не раѓаат обично имаат поголем ризик за развој на карцином на дојка. Жени кои што имаат само по едно дете и покасно забременуваат, исто така имаат поголем ризик за развој на карцином на дојка. Многу е јасно утврден ризик факторот на хормоналниот дисбаланс кај жената. Например, утврдена е асоциација со користење на орални контрацептиви кај жените с голем ризик од развој на карцином на дојка. Обично инциденцата се зголемува во, викаме,
перименопаузалниот период пред или после завршетокот на менструалниот циклус кај жената, повторно заради тој хормонален дисбаланс, заради вишок на естрогени во организмот кај жената. Тоа се факторите, затоа што овој карцином на дојка е асоциран со естрогена стимулација, односно со хормонска стимулација, но јасна е асоциацијата примери со животните навики, односно гојазноста како ризик фактор, поготово кај постменопаузалните жени, бидејќи Генетиката или наследноста? Наследноста е ризик фактор, но тоа е, како да ви кажам, многу јасно разбирлив ризик фактор, но процентот на карциноми кои што се наследни е многу помал во однос на овие спорадични, што ги викаме карциноми, кои не се асоцирани со наследност, а се асоцирани со овие промени во животните навики. Исто така физичка неактивност, пушење, алкохол, тоа се ризик фактори за сите малигни болести, да. Да. Кажавме дека дијагнозата денеска ни е во центарот на вниманието на ракот или карциномот на дојката. Тоа значи дека и научните испитувања и она што се потврдува на глобални рамки оди напред, односно се публикуваат нови нешта и факти токму за оваа болест и во таа насока, што е она што е карактеристично за класификацијата на оваа малигно заболување. Да, значи во денешно време имаме една експанзија во тоа што ние го викаме молекуларна патологија, односно разбирање на процесите кои доведуваат до развој на карцином на дојка. Тоа ни овозможува да порано препознаваме карциноми на дојка, да препознаваме тоа што го викаме ние преканцерозни лезии кои што се чекор пред развој на малигно заболување. Ова разбирање што ни го дава молекуларната патологија е исто така поврзано и со развојот во други области на медицината, например рентгенологија. Се откриваат нови машини со многу јака резолуција кои што може да ги фатат промените многу рано. Во нашата болница Живадем Сестина се инвестира во тоа поле, се нудат нови машини со јака резолуција кои што ќе може да ги фатат промените уште кога се многу мали, дури и во преканцерозен стадиум, затоа што од друга страна и вичноста на радиологот да ги препознае доведува до тоа навремено да се земе примерок кој што ние ќе го анализираме за да дадеме дијагноза. Во принцип, се повеќе се среќаваме со лезии кои што се на почеток на малигнум, како да ви кажам, кога се уште мали, или преканцерозни лезии, што е добро, бидејќи отстранување на тие лезии навремено може да спречи развој на карцином. Кога зборуваме за ракот на дојката и од ваше искуство, бидејќи ги анализирате тие примероци кои што се земаат, односно се биопсираат, кој дел од дојката или кои лезии, кои реони или кои парчиња, партикли од дојката се најмногу афектирани во однос на ова малигно заболување? Значи, карциномот тргнува од тоа што го викаме ние терминално дуктална лобуларна единица, местото каде што се спојуваат лобулусите или просторите кај што се продуцира млекото и изводните канали. Тука се наоѓаат оние стем клетки, зародишни клетки од кои што тргнува карциномот на дојката. Кој правец на диференцијација ќе го заземе клетката, ќе даде различни морфолошки облици на типот на карцином. Би сакал околу ова морфолошките облици, зашто ракот на дојката не е единствена работа. Значи, постојат првенствено морфолошки класификации. Таа е првата класификација која е дадена. Или поедноставно кажано, кога зборуваме за морфологија, претпоставам тоа е составот, каква е структурата на сите тие промени. Како изгледа ткивото, како изгледа под микроскоп. Затоа што е најдена асоциација помеѓу морфолошката слика и помеѓу исходот од болеста. Во принцип, во оваа класификација 80% од карциномите спаѓаат во така наречени дуктални карциноми, или по денешна класификација ги викаат не на друг начин специфицирани карциноми, non-otherwise specified на англиски. Тоа се карциноми кои што формираат тубули архитектурално или формираат гнезда, па заради тоа, пошто е голема група на болести, односно голема група на карцином на дојка, се наоѓаат начини за субстратификација, поделба во однос на одредување на прогнозата. Значи се одредува агресивноста на туморот, колку туморски клетки наликуваат на клетките од кои потекнуваат и се анализира нешто што го викаме антигена експресија на клетките, како би тие реагирале на соодветна терапија. Покрај овој дуктален карцином,
како 10% застапен е лобуларниот карцином на дојка. Негова карактеристика е дека може да е мултицентричен, значи да се појави на повеќе места одеднашка во истата дојка, или да е билатерален, значи да се јави во двете дојки. Негова карактеристика е дека тие туморски клетки губат експресија на еден протеин, се вика екадерин, кој што прави врзување на клетките. Како резултат на тоа се губи она имуно наблюдување, значи имуниот систем на човекот не може да ги препознае клетките и тие може да се развиваат. Тоа е споро растечки, но имуниот систем на домакинот тешко може да го препознае. И постојат други специализирани форми во морфолошката класификација, например муцинозен тип на карцином кој лачи слуз, понатаму медуларен тип на карцином е карактеристичен за тоа што градусот на туморот е многу лош, изгледа многу лошо, но од друга страна имуниот систем го препознава и заради тоа туморот е пратен со интензивна воспалителна реакција, што е добар прогностички знак. Метапластичен карцином и, да речеме, апокрин и други типови. Покрај оваа морфолошка класификација која што беше основа на одредувањето на туморите на града, се појавува заради развојот на молекуларната патологија, така наречена молекуларна класификација, која во принцип одредува присуство на антигени структури на површината на клетката. Експресијата на антигените структури ни дава одговор на тоа дали туморот може да одговара на хормонална терапија, на друг тип на моноклонална терапија и слично. По оваа класификација постои карцином наречен луминал А, каде што имаме јака експресија на естроген и прогестерон рецептор на површината, што ќе каже дека туморот ќе биде достапен за хормонална терапија, например тамоксифен. Има низок пролиферативен индекс и обично добар одговор на терапијата. Потоа има луминал Б, ова е група на тумори која што се повеќе е во пораст, затоа што има експресија на туморски клетки на овие рецептори, која што е послаба. Значи, одговорот на хормонална терапија ќе биде послаб, пролиферативниот индекс или бројот на клетки кои се наоѓаат во клеточна делба е поголем, а експресијата на HER2 рецепторот, односно дел од епидермален фактор на раст рецептор е варијабилна, може да е позитивна, негативна. Како трета група се јавуваат така наречени HER2 збогатени тумори. HER2 значи е рецептор кој што спаѓа во групата на епидермален фактор на раст и е битен бидејќи околу 20% од карциномите на дојка се исхранува, да речем на еден начин, значи трофички сигнал представува епидермален фактор на раст. Измислена е моноклонална терапија за овој тип на тумори, значи херцептин се нарекува, кој што ги таргетира самите рецептори и при тоа предизвикува апоптоза или програмирана клеточна смрт. И како четврта група се јавува така наречен тројно негативен карцином на дојка, значи сите три антигени не се експресираат естроген, прогестерон и херцептин и тие од онколошки аспект се потешки за лекување. Со ова практично поделба или со достапноста на молекуларната патологија за која што зборувате, како заклучок, она што ми се наметнува е фактот дека со самата диагноза вие и давате насока како ќе се движи понатаму терапијата или кои протоколи колегите во онколози би ги примениле. Да, во принцип, ние сме негде у средина на целиот диагностички процес. Помеѓу лекарот, нели, односно, да речеме, нели, радиологот или друг тип на помеѓу радиологот и хирургот, односно онкологот. Значи, од нас зависи, ние прво и основно треба да ја дадеме морфолошката класификација, името и презимето на болеста. Да. Но се бараат се повеќе информации благодарение на оваа молекуларна патологија. Како туморот ќе реагира, на кој принцип он расте. Сите информации кои ние ќе ги дадеме, ги модифицираат насоките на индивидуализиран третман кај секоја жена посебно. Да, затоа ќе зборуваме подоцни одговорот на терапијата, бидејќи не секој карцином кој што има иста структура, има и иста терапија кај различни жени, но пред блокот реклами имаме јавување на линија. Добро утро, дали ме слушате? Добро утро. Да, добро дојдовте, господјо. Кое е вашето прашање? Моето прашање е диагноза за карцином на дојка тројно негативен. Добро. Трипл негатив, што е... Тројно негативен, што го споменавте веќе. Добро? Да. Имате ли прашање или барате само... Прашање нешто ново да имате измисли, најма јас се лечам 4 години веќе со тоа.
Добра, ама нон-стоп се појавуваат метастази. добра. Дали ова доволно за одговор? Да, добро. Се извинувам на одговорот, ќе го дадете по блокот Ако, реклами, добре. останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по кратката пауза. Со доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина, ќе ја продолжиме денешната тема диагноза на рак на дојка, а вашиот интерес и натаму е добре дојден и вашите јавувања на 60919225 и 60919224. Доктор Филиповски, пред да одговорите на прашањето, само во контекст на господјата што спомена, веќе тоа беше карциномот за кој што веќе зборувавте и е класифициран. Да, значи тројно негативниот карцином за жал е самото име и кажува, или базал лайк го вика, дека личат на базални клетки, односно имаат експресија кон базално-клеточни маркери. Најтешко се лекува, затоа што нема некоја специфична терапија конкретно за тој карцином. Новитет е дека има една друга терапија, сега PDL1, која што ние пробуваме. Овие базал лайк тумори имаат обично јак имунолошки одговор и се користи тоа, имаме антитело со помош на кој означуваме колкава е експресија на тоа на тој PDL1 маркер за да се види специфицирана таргет имунотерапија, но во принцип ова е работа која даваат онколозите, ја не би навлегувал во нивното поле. Новитети секако постојат, но за жал тројно негативниот е еден од најтешко лечливите карциноми. Да, и да се вратиме на оно што на почетокот го споменавте во однос на класификацијата и преканцерозните лези или преканцерозите кои што може да се појават и рековте, ако навреме се фатат, може да значи и добра прогноза и да не се развијат во малигна болест. Што тоа конкретно значи? Па еве во нашава пракса гледаме дека се повеќе имаме ги фаќаме лезиите пред појава на карцином, што е многу добра работа. Тоа претпоставам се должи и на ова медиумска поддршка, Па и свесноста може би само да, прегледот што го прават жените. Жените со само прегледот очигледно дека жената дојката е орган кој што најлесно е недостапен на палпација. Жената сама си ги знае промените циклични на дојката што се јавуваат, знае да си ги ја препознае грудка која што претходно ја немала, знае да каже дали грудката се менува во однос на циклусот, нешто што да речеме општи лекари не можат да го знаат. И секоја промена која што ќе ја види, знае навремено да се јави на лекар и рентгенолог, понатаму да ги фати со имиджинг техниките кои стануваат се појаки. Сите лезии се фаќаат додека се уште мали и што е еве од нашата пракса, се фаќаат во степен предразвој на малигност. Така да се повеќе во наша пракса се среќаваат тие преканцерозни лезии, па чисто да споменам дека постојат три групи, општи групи на преканцерозни лезии. Прво ги викаме мастопатични промени кои се од непролиферативен тип, што значи дека инциденцата за развој на карцином е 1:1 во однос на популацијата која ги нема овие промени. Тука се промените како фиброза, појава на фиброза, на цисти, апокрина метаплазија. Понатаму има голема група на така наречени пролиферативни мастопатични промени без атипија, каде инциденцата за развој на карцином е меѓу 1,5 и 2 пати почеста него кај општата популација. И тие се лезиите кои најчесто ги среќаваме ние патолозите на хистолошки препарат. Тука спаѓаат склерозирачка аденоза, понатаму присуство на папиломи, комплексни фиброаденоми, колумнарно-клеточни промени, со присуство на дистрофични калцификати. Следната категорија е пролиферативни мастопатични промени со атипија. Тука инциденцата за развој на карцином е 4 до 5 пати поголема него кај општата популација, каде имаме присуство на атипична лобуларна хиперплазија и атипична дуктална хиперплазија. Тоа значи дека епителните клетки, премалигни да речам, пролиферираат во лумените на структурите на жената и имаат клеточна атипија, што значи дека шансата за развој на карцином е поголема. И на крајот следува таа група на болести кои се викаат, ние ги викаме инситу карциноми. Значи карцином е појавен, но тој е задржан на ниво на структурите од кои потекнува, на ниво на лобулус, на ниво на дуктус. Имаме значи лобуларен инситу карцином, дуктален инситу карцином, па и тие понатаму претрпуваат
подкатегоризација на висок, низок, среден и висок нуклеарен градус на инситукарцином. Овие инситукарциноми се шанса за развој на инвазивен карцином се 8 до 10 пати поголеми него кај општата популација. И овие се промени кои што ги гледаме се почесто благодарение на ова рана детекција. Доколку тоа се извади во здраво, значи хируршки се истретира, се смета за излечива болест. Затоа добро е што овие промени се повеќе ги гледаме. Ги фаќате што се вели на време, да, во ги откривате. западниот свет тоа веќе заради појавата на овие промени, како да ви кажам, инциденцата паѓа на појава на карцином на дојка, значи свесноста, раната диагностика доведува до фаќање на туморите уште пред да преидат во инвазивен стадий. Да, и кога зборуваме за преканцерозите или фаќањето, условно кажано со ваш стручен термин на ова болест или појава да не се развие во карцином, како тоа се случува? Дали повторно се биопсира местото и вие го анализирате тој примерок? Да, значи постапката е иста. Значи се гледа некаква промена. Добро е што вичноста на радиолозите со оваа техника станува поголема, они гледаат промени многу суптилно со јака резолуција и предпоставуваат дека може да добијат одговор на оваква пролиферативна мастопатија, па тоа го наведуваат. Ние кога ќе го добиеме тој примерок, гледаме дека има таква пролиферативна мастопатија, без или со атипија. Сега проблемот настанува, пошто е тоа иглена биопсија, ние не можеме да знаеме што се случува во околината. Присуството на вакви пролиферативни промени, со или без атипија, обично може да се најде и кај жена кај која во околината постои карцином. Затоа, ваквата диагноза сугерира хируршка интервенција или ваѓање на целиот дел, не само со иглена биопсија, значи целата промена да се извади, за да се земат пресеци на целото ткиво, за да се види околината и на таков начин да се утврди за што станува збор. Од една страна од диагностички аспект е корисно, а од друга страна ваѓањето на целата промена во здраво, да речам, го тргнува тој нидус на или тоа јадро од кое што може да се развие карцином. Да. И уште еден технички аспект, бидејќи вашата работа е, можам и така да се изредам, зад затворени врати, работите под микроскоп, многу чувствителна и многу суптилна работа. За колку време може или како технички се изведува диагнозата еве конкретно кај преканцерозите, кај овие лезии, за да биде верификувана или отфрлена евентуалната диагноза? Да, значи биоптичен примерок дава некоја насока. Дали треба да отстои на некој начин во некој медиум или веднаш се анализира? Точно, значи од кога ќе се земе ткивото, ткивото се фиксира, подлежи на 24 часовна фиксација во формалин. Понатаму, кога така ќе се стврдне фиксира ткивото, ние земаме одредени примероци кои одат на дополнителна парафинска процедура, значи уште 24 часа. Првите стакла генерално ги добиваме за анализа после 48 сата од добивањето на примерокот. Во најголем број случаи, кога е лезијата јасно, да речеме во 90% случаи лезијата јасна за патологот, ние одма го даваме извештајот, но мора да се знае дека постојат гранични случаи, постојат сиви зони, каде е потребна подетална анализа, да користиме накнадно имунохистохемиска техника, со помош на која ги одредуваме антигената експресија на клетките на површината. Таа не само што има прогностички карактер, како преска што го зборевме за естроген рецептор, прогестерон рецептор, херцептин експресија, туку ни дава и диагностички карактеристики. Се користат, например, антитела, со помош на кои ние можеме да предпоставиме дека клетката претрпела малигна трансформација. Понатаму се користат имунохистохемиски и хистохемиски анализи, со кои се утврдува дали постои пробив на онаа базална мембрана што реков и пример туморот да преиде од инситу во инвазивен карцином. Значи, во принцип 90% од случаевите за 48 часа се разрешуваат, но овие премалигни лезии што ги кажавме преканцерози, колку е тоа добро за жената кога се фатени, за нас патолозите представува додатено оптоварување, затоа што обично сите овие што ги набројав преканцерози се на ист ткивен примерок можеме да ги најдеме десетина различни видови во различни подрачја. Втора работа, сите тие преканцерози имаат не се појавуваат само на еден примерок,
туку има така наречени прескокнувачки лези. Можеме да ги видиме на крајот од Расфрлани на тумерот. некој Да, начин, на целот. Значи затоа мора да се изанализира целото ткиво. И сега ако имаме на пример препарат од некои 4-5 сантиметри, тој треба целосно да го земеме. Ако имаме некоја промена, мораме да го сечеме подлабоко, значи да ги видиме сите детали, некаде да нема микроинвазија. Значи се тоа го оптоварува патологот за давање на диагноза, ја оптоварува диагностиката, но од друга страна е многу корисно за жените, бидејќи ќе се добие точна диагноза и рековме тоа може да доведе до излекување на болест. Конечно излекување, да. Уште еднаш да потсетам дека ги имате телефонските линии, можноста денеска да комуницирате со нас во Фактор здравје преку темата рак или карцином на дојка со доцент доктор Вања Филиповски, кој што е специјалист патолог. Овде сакам да дадеме и аспект во однос на овие преканцерози уште еден, пред да зборуваме и за терапијата и модалитетите, колку, тоа е хипотетички, сепак секоја жена е индивидуална, може преканцероза да се развие во карцином, односно да премине во малигна болест, ако не навремено, не само од ваша страна, туку уште повеќе свесноста можеби не е на ниво кај жената и на некој начин веќе имате пациентка де факто со малигна болест, а можела да биде фатена претходно. Да, па затоа кажав, добро е тоа што се повеќе ги гледаме овие пролиферативни мастопати со или без атипија. Инциденцата ја кажав дека од 2-4 пати поголема честота за развој на карцином. Да. Присуство на таков тип на промена сугерира дека да, во ред сега е изваден тој дел и нема да од него да настане карцином, но од наша пракса јасно е дека таков тип на промени може да се јават и во други делови на дојката кои што не се извадени. И затоа ние и во нашите наводи сугерираме ригорозни редовни контроли за да се фатат истите такви промени на други делови од дојка, бидејќи рековме дека шансата да се појави на други делови од дојка или на другата страна на дојката да се појават такви промени е зголемена. Значи, жената има тенденција да прави такви пролиферативни промени и, знаејќи го ова, се инсистира на редовни контроли, на редовни мамографии, за да се фати уште додека е рано, додека не се развие карцином. Да, бидејќи таа преканцероза преминува, рековте, ако рано да, не се ако фати се остави тоа така, тоа ќе болест. преиде во малигна болест, тоа е докажано. Да, и она што го кажавте во однос на диагнозата е потврдено и верификувано во однос на протоколите на лекување дека една иста терапија не се практикува при ист тип на карцином кај различни жени. Да, значи карциномот на дојката е хетерогена болест. Имаме Се извинам што ќе ве прекинам, но може ли да го слушнеме јавувањето, да дадеме приоритет на гледачите. Добро утро. Ало, дали ме слушате? Ало? Да, добро утро, господја. Во програма сум. Да, во Фактор здравје сте? Само Оперисана сум од карцинома на дојка. Ми пишува инситу состојба од комедотип и истите се очинуваат околу 10% од неопластично ткиво. добро. Дали ова доволно за коментар? Вака, дали покрај инситу пишува и инвазивен карцином? Чекайте малце да намалам ова да слушнам. Кажете. Можете да повторите? Да, дали покрај инситу ви пишува и инвазивен? Како е насловот на болеста? Опростите, не слушам, пошто малце сум и... Чекајте, да молам. Ајде. Ајде, одговорите ми. Добро. Значи, инситу карцином е она што го кажав, стапката, последниот чекор пред развој на инвазивен карцином. Сега тамо во што кажа господјата кажа 10% од туморот е инситу. Сега затоа потпрашав дали во другиот дел има инвазивен тумор или не. Комедо карцином, што го кажа, тоа значи морфолошки облик на инситу карцином, каде туморските клетки имаат висок нуклеарен градус и тоа е баш последниот чекор пред развојот на инвазивен карцином. И ова е едно нешто што го збориме од она фаќање на промената во инситу стадиум. И хируршка интервенција, нели, одстранување. Така е. Значи, комедо типот на карцином е, да речам, најморфолошки, најлошиот тип на инситу карцином. И е чекор пред развој на инвазивен карцином, бидејќи туморските клетки кои разраснуваат интрадуктално, претрпуваат заради брзата делба, претрпуваат
некроза, значи изумираат и формираат едно, викаме ние, клеточен дебри во центарот и тоа наликува на комедони, комедоструктури и затоа се нарекува комедотипна карцином. Повторно, еве, тоа е, ако станува збор за инситу карцином, стадиумот на болеста е 0. Значи, се додека не настане инвазија, стадиумот на болеста е 0 и се смета за излечива болест. Не зборуваме за карцином. Да, тој е карцином, но не е инвазивен. Да. И затоа стадиумот е 0, доколку е изваден во здраво, хируршки, се смета за излечена болест. Да, и предпоставувам дека контролите кои што рековте и препораките треба да ги следи господјата и само имаме време уште за терапијата, она што претходно ве прашав коментар за тоа кога ќе се верификува диагнозата, дека иста диагноза во однос на терапијата кај различни жени е различна. Да, значи, од кога ќе се верификува диагнозата, хирургот одлучува дали ќе се извади целата дојка. Во принцип, дојката е достапна за лесна хируршка интервенција, ако не е проширена многу болеста, со ваѓање на дојката и регионалните аксиларни лимфни јазли и со давање на диагнозата се добива сублимат за целата болест. Тоа доаѓа повторно кај нас патолозите и ние анализираме сега покрај сите овие критериуми други што ги кажавме, многу битно одредување на стадиумот на болеста. Стадиумот на болеста се добива со инкорпорација на големината на туморот, присуство на регионални на метастази, ние ги викаме регионални лимфни јазли, тоа значи дека туморските клетки дренираат према регионална зона на лимфни јазли, а тоа се аксиларните или во пазувата лимфните јазли. И конечно на крајот е метастатска болест, присуство на метастази во далечни лимфни јазли или во други органи. Базирано на тоа се прави шема за големината на туморот, присуство на метастази во регионални јазли и далечни метастази, се прави стадиум на болеста. Стадиумот на болеста исто така дава некаков прогностички знак што се случува, но покрај стадиумот на болеста, типот на туморот, карциномот, дали е дуктален, лобуларен, медуларен, како што претходно кажавме, градусот на туморот или агресивноста на туморот, а тоа значи колку туморските клетки наликуваат на клетките од кои потекнуваат, и конечно оваа молекуларна диагноза дали туморот експресира естроген рецептор, прогестерон рецептор, херцептин рецептор, сите тие критериуми заедно се сублимираат за да онкологот на крај добие слика за болеста и како би можел да ја третира. Да. И тука на некој начин завршува вашата работа и темата за која што денеска зборувавме. Многу ви благодарам за овие податоци, за научните аспекти и она што како можност и податок е достапно и за вас, но и за пациентите. Поздрав и ве чекаме повторно на гости во Фактор здравје. Благодарам на поканата, се гледаме наскоро. Да, ми беше задоволство. Доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог, беше денешен ваш предсе и мој гостин во Фактор здравје. Ви благодарам за вашето внимание и дистанцата, маската и хигиената нека бидат навика и денеска. Пријатно и секое добро.